Со доаѓањето на летните горештини, првите сериозни проблеми со водоснабдувањето веќе ги погодија жителите на Прилеп. Според информациите од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, градот во просек има потреба од околу 260 литри вода во секунда за нормално снабдување. Но изминативе денови, особено во попладневните часови, потрошувачката достигнува и до 420 литри вода во секунда. Значи, за нормално снабдување на град Прилеп, некој просек е 260 литри, кој што е доволен за градот да функционира, нормално. Се случува во попладневните часови да градот троши 420 литри во една секунда. Во периодот, во последниве 10 дена, се јави една аномалија, да ја наречем, во високите делови, во населба Точино, по високите спратови, на погорните спратови и по високите мести како населено место Рид, да се намали притисокот или краткотрајно во одредени часови, тоа се случува најчесто помеѓу 18 и 22 часот, некои делови да останае и по половина час или максимум до 2 часа и без вода. Од предпријатието информираат дека делумно го надминале проблемот со прераспределување на дел од водата од пониските кон високите делови на градот. Беше проблем со, го објаснив за населба Точино, затоа што ја живеам во таа населба. После многу години се случува да едниот крак троши многу повеќе вода и моравме да пренасочуваме вода. Тоа го направивме пред точно 4 дена, да бидам прецизен, и сега овие 4 дена апсолутно го немаме тој проблем. Сме во комуникација со сите жители таму и веќе го немаме тој проблем. Губитокот на вода е 56% заради дефекти на водоводната мрежа и диви приклучоци. Предпријатието не знае колков е процентот на губитокот поради дивите приклучоци. Самите дефекти, нормално при отклонување на дефект се губат одредени количини на вода и тековно во текот на денот имаме од 6 до 10 дефекти кои што интервенираат моментално 5 екипи во јавното комунално предпријатие. 4 екипи интервенираат во периодот од 7 часот до 15 и една екипа приправна, да ја наречам, не е дежурна, приправна екипа е таа од 12 до 19 часот на вечер и плюс во сабота и недела и во викенди таа е приправната екипа. Значи приправната екипа. Според директорот Гулавовски, водоводната мрежа до манастирот Трескавец е целосно обновена, каде предпријатието има надлежност. Самиот проект што го наследивме пред 3 половина години, од наша страна е завршен и нашата работа е завршена. Од тој до натака не наследивме проект и нема проект, тоа е лично од манастирот и манастирот се прави проект и е во фаза целосно да се ги реконструира внатрешно водоводните линии. Дел има, дел при некои ископи се оштетени, затоа не сум релевантен да одговорам, че мора тоа прашање повторно кажувам таму да го поставиме кога ќе појдеме на лице место во манастирот. Од Водовод апелираат до граѓаните да ја користат водата рационално и да избегнуваат прекумерна употреба, особено за полевање и други ненаменски цели.